Денеска заедно со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување се наоѓаме во ловиштето Јасен, каде што веќе неколку дена вработените во Дирекцијата за заштита и спасување, припадниците на специјалните единици во Министерството за внатрешни работи, но и Министерството за одбрана се борат со огнената стихија овдека. Можам да кажам дека делумно е под контрола, иако се уште во позадината можете да видите дека има огромни јазици на пламен. Дејствуваат и воздухопловите, дејствуваат и ер тракторите заедно со хеликоптерите. Се надевам дека во најскоро време и овој пожар ќе биде ставен под целосна контрола, иако морам да кажам дека во текот на вчерашниот ден на територијата на Македонија имавме околу 34 активни пожари, од кои што 33 се изгаснати. Денеска останатиот дел од територијата е целосно под контрола, немаме активни пожари, немаме активни огнени стихии, иако ситуацијата се менува од минута во минута. Можам да изразам благодарност до сите оние кои што навистина во овој момент се справуваат прилично успешно, многу успешно со овие огнени стихии, имајќи предвид состојбата во Балканот, имајќи предвид дека веќе дел од балканските држави за жал имаат и загубено човечки живот, и таква е состојбата и во Црна Гора, во Албанија, во Грција, во Турција, Бугарија соседна и така натаму. Се надевам дека ќе дојде крајот и на овие огнени стихии. Апелирам на однесување како што треба во рамките на движењето по шуми, иако тоа е забрането, но од очевидци можам да кажам дека оваа огнена стихија е настаната од удар на гром, според тоа што го слушнавме овдека. Така што, сакам да упатам до граѓаните една порака дека состојбата е под контрола, дека се е како што треба во овој момент, иако борбата со огнената стихија овдека во ловиштето Јасен продолжува, и огромна благодарност до сите оние храбри луѓе кои што се борат со оваа огнена стихија и кои што ја ставаат под целосна контрола.